Почитувани гледачи, добра вечер и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете, понеделник, 17:10, тука сме за вас, се со цел да ве информираме за сите проблеми со кои што се сочувате во секојдневието. Така ќе биде и денес. Одлучивме да поразговараме на една тема која што не е досега разговарана во наш термин, а мислам дека и малку се разговарало низ медиумите, тоа е анемијата. Како проблем, меѓутоа од аспект на тоа, значи, што представува, како треба потоа да се третира кога станува збор нели за исхраната и за нутриционизмот. Со мене во студиото е веќе магистар Татјана Павлова, која што е магистар по нутриционизам, и со неа ќе поразговараме на оваа тема, а секако ќе спомнеме за првото македонско здружение по нутриционисти и диететичари, кое што така Нутрибаланс, кое што се одскоро се регистрираше во Централниот регистар и веќе ќе почне да функционира, па ќе ни каже нешто повеќе Тања и за тоа. Ќе ја поздравам малку подоцна, би побарала од режија сега да ги пуштат оние покровители кои што се наши на 10-та јубилејна сезона на Ваш термин, па ќе се вратиме повторно во студиото. Студио Карпино, лулка на енергијата. Водечко студио за масажа, физиотерапевтски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет, преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело, а ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со рабетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вейв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Наумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Наумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Круме Наумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот, е мотото на Ербе Нобили, каде модерната наука и најстарата традиција на билки спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербе Нобили. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Ева сме повторно назад во студиото, како што најавив и на почетокот. Со мене во студиото е веќе Татјана Павлова, магистар по нутриционизам, и ќе поразговараме на тема анемија. Да те поздравам и да те посакам добри дојде за прв пат во новата јубилејна сезона. Добар ден, добро ве најдов и благодарам што повторно сум дел од оваа прекрасна едукативна емисија. Така, се трудиме и ние, нели, се со цел со оние разговори кои што ги водиме со вас, моите соговорници, за сите оние проблеми, да ги информираме граѓаните, да ги едуцираме како да се грижат за нивното здравје и секако како почувствуваат некој проблем да се јават или кај одреден доктор или нутриционист или било што за она што ќе имаат проблем, да можат да си го решат на време. Значи, кажав дека првим би сакала да започнеме со здруженијето, дека официјално е регистрирано првото здружение на нутриционисти и диететичари во Македонија, Нутрибаланс. Так. Од каде идејата? Од каде идејата? Значи, професијата нутриционизам се почесто можеме да ја сретнеме на пазарот. Денеска
за жал, и оној кој што нема образование Точно за нутриционизам, а практикува некаков живот и здрав живот, да кажем, и се занимава со здравите навики на исхраната, дава услуги за нутриционизам. Меѓутоа, тие услуги понекогаш се универзални, а не би требало да биде така, бидејќи секој организам си е индивидуа за себе. Поради тоа решивме да се екипираме, да се формираме во едно здружение, кое што првенствено професијата нутриционизам ќе ја донесе на вистинското место онаму каде што припаѓа. Так. Заедно здружени, значи можеме да действуваме, дури да се наметнеме во општеството и да бидеме се повеќе присутни во институциите. Пример ќе кажам, денеска е многу честа појава индивидуален нутриционист. Меѓутоа, ако погледнеме, професијата нутриционист е потребна во многу категории. Ајде ќе го опфатиме здравството. Дали во нашите клиники, освен во приватните, Така, нема нутриционист. нема нутриционисти. Значи, првенствено тука недостасуваме. Училишните менија, Така. значи, предучилишните менија. Дали јас барем не знам, освен, пак ќе кажам, некоја приватна градинка или некоја приватна институција која што си побарала приватни услуги од нутриционист, во тој случај услужена. Меѓутоа, во државните институции ние Нема. како категорија не сме застапени. Да. Поради тоа, сметаме дека време е веќе и нашата професија Така, да добие малку на цена. да се подигне на повисоко Така, ниво и да се да. го добиете Да. заслужениот бенефит за она кое што сте учеле се разбира, дури еве нели и вие во случајов сте магистар, Така. на кој што навистина треба да им се овозможи она што го учеле, да им се возврати на некој начин и пред да им се почитува нивниот труд. Дали имате во план да искомуницирате со Министерството за здравство, бидејќи кажавме дека во државните нели клиники нема нутриционисти вклучено во третманот на болните, дали ќе имате таква некоја иницијатива да се сретнете со Министерот за здравство и некако да се наметнете на некој начин, бидејќи имате право, нели? Да некако почнат и тие да го разгледуваат тоа прашање, да ве вработуваат и во клиниките. Благодарение на вас медиумите ќе кажам, навистина сум благодарна на сите медиуми кои што ми овозможија барем збор 2 да кажам за здруженијето, се повеќе расте интересот за зачленување. Колку што расте интересот за членување, нашите како да кажам, нашите обврски се токму да се стремиме кон наметнување во институциите, па како што ги споменавте и министерствата и за здравство и за образование и така натам. Секде онаму каде што вие би имале уда. Да. Не само, ќе кажам, државните институции, се поголема и потребата и кај производителите за храна. Значи, да не го занемариме и тој фактор, дека нутриционистот и теа како може да се најде во производство на храна, за да биде таа со одредени здравствени придобивки, нутритивно богата и така натам. Заради тоа ќе кажам, мораме да говориме, мораме да се наметнуваме, мораме да посочуваме каде све ние можеме да бидеме застапени. Так, дали во вашето здружение ќе бидат исклучиво нутриционисти со завршен факултет со соодветно образование и диететичари, што би значело тоа, вака да објасним? Знаете како би кажала, засега ние сме од отворен тип да се зачлени секој оној кој што мисли дека местото му е во здружението. Малку ќе спомнам некоја широка категорија, не само дипломиран нутриционист. Професијата нутриционизам е поврзана и со многу други категории на професии, па поради тоа ние првенствено почнавме со известување од матичните факултети, од каде што сите ние потекнуваме. Па поради тоа известени беа природно-математичкиот факултет на катедрата за биологија, каде што има катедра за нутриционизам. Технолошко-техничкиот факултет исто е катедра за нутриционизам. Фармацевски факултет, диететика и фармација. После сите други биотехнички науки, како што е технолошко-металуршкиот факултет, таму постои насока за прехрана и така натаму. Сега може некого ќе изостам, факултетот за земјоделски науки и храна, сепак храната. Добро, значи сепак повеќе. Значи сите оние кои што се занимаваат на некој начин со храната, можат да си го најдат местото во нашето здружение, бидејќи
предвидуваме и низа активности кои што ќе бидат поврзани и со проекти, да имаме комуникација со здруженија на Балканот и во Европа и така натаму, да учествуваме во проекти. На тој начин би биле во тренд со најновите истражувања кои што се во областа на нутриционизмот и исхраната. Кажавте ќе имате проекти, кажавте ќе имате соработка и со други здруженија. Дали можеби претпоставам дека идејата можеби ви дошла и од она што сте го следеле надвор како пример, па дали има некое здружение кое што така ви дало идеја да направите нешто по примерот на тоа здружение кое што тоа го практикува во одредена земја, пример? Токму така, значи ние... И кои ќе бидат тие некои активности, вака барем малку да ни откриете? Значи ние ќе се стремиме... Што планирате? Што планираме? Да. Како што кажав, значи меѓународната соработка ни е број 1. Така. Комуникацијата со академски кадри, бидејќи сепак ние од нив сме го добиле првичното знаење, нивното искуство, они се во трендот со најновите истражувања и тоа како ќе ни помогне. Значи комуникација со факултети, комуникација со други здруженија, ќе побараме и од компаниите, исто така приватниот сектор, поддршка, да видиме каде можеме све ние нашето знаење да го искористиме, па да им помогнеме да се отворат проекти, да се донесат нови производи. Исто така предвидено ни е годишно собрание. Предвидени ни се да одредиме и денови на нутриционизам, каде што секако ќе мора медиумски да бидеме покриени. Активностите сите што ќе бидат во тоа здружение, исто така ќе вие медиумите нормално секогаш сме тука нормално за секој. Така навистина е широк спектар и зависи кои нутриционисти во која област ќе се најде. Дали можеби планирате некоја кампања така за подигнување на свесноста кај граѓаните, бидејќи некако ми се чини дека иако се случува некој зголемен тренд на практикување на здрава исхрана, на посетување на нутриционисти, меѓутоа сепак дека мислам дека не е се уште на доволно високо ниво подигната свеста за тоа дека треба навистина здраво да се храниме и како и што, нели, да се консултираме со вас како стручни лица. Овој дел би сакале да посочиме дека би го покриле со едукација. Секако иницирани од наша страна, во зависност, како што ги спомнавме, градинките, нели, децата мораме од најрана возраст да ги учиме како правилно да се хранат. Затоа што општо земено како популација, значи ќе почнете од најмала возраст. За жал многу лошо се храни. Здравата исхрана и здравието нас не е потребно во текот на целиот живот. Точно. Така да не само младата популација, каде се адолесцентите, исто и така и они не обрнуваат многу внимание околу нивната исхрана, па се и до постарата популација. Така. Ми се чини дека и сите овие проблеми кои што се јавуваат со здравието некако во поново време е цел ден сплет на тие фактори и околности во кои што живееме и заради тоа и сите болести се поместуваат кога станува збор за годините, границите на нивната појава. Дури можеме да кажам од оние соговорници кои што ме гостувале мозочни удари на 17-18 години, срцеви инфаркти и така натаму, што навистина порано не било тоа случај и не било нели специфично за таа возраст. Затоа и сте тука, значи да говориме, некако да делуваме на нашите граѓани, на нашите гледачи, што повеќе да се обидуваат да се хранат здраво и секако ако имаат некој здравствен проблем кој што може нели преку исхраната да се реши, да се консултираат со вас како нутриционисти. Ви посакувам пред се успех. И многу ми е драго што на ваква убава иницијатива сте покренале и сте го отвориле во здружение и се надевам дека сето она што вие го заслужувате да ви се вреднува како бенефит во однос на вашето образование, дека ќе ви се овозможи и посакувам да биде така. Ви благодарам, Вики. Пак ќе кажам, здравата исхрана е една алатка во здравиот начин на живење. Овие последици кои што ги спомнавте, кои што се јавуваат за жал и кај многу млада популација, се за жал од неквалитетен начин на живење. Значи тука не би ја вброила само исхраната, тука би го вброила сонот. Кажав сплет на околности и некако новото време. Околината на живење и така натаму. Загадениот воздух и се што следи. За жал, така. Ајде сега да се префрлиме на онаа тема која што кажав е карактеристична и за која што ми се чини дека не се говори многу, затоа и одбравме да разговараме за анемијата. Што представува анемијата вака, да ни кажете? Најчесто кога ќе
осетиме малаксаност, главоболка, летаргија, би кажала, депресија, некои кожни промени на ноктите, на косата, пукнатини по ивиците на усните и така натаму, ќе почувствуваме едноставно дека со нашиот организам нешто се случува, нас не ни е јасно. И доколку отидеме да провериме одредени крвни параметри, може да не се чудиме доколку се установи дека ние се соочуваме со една појава што е позната како анемија, значи таа појава е во подем на светско ниво, а е резултат како паѓање на хемоглобинот, хематокритот и намалениот број на еритроцити. Така. Вообичаено, анемијата е карактеристична за високо развиените индустријски центри, односно главните градови, како што е... Така и нашиот главен град. За жал, бројките се застрашувачки. Би кажале дека 40% од вкупната светска популација, она што го посочуваат бројките, е страда од анемија. А најпогодена категорија од анемија ни се малите деца, трудниците и адолесцентите. Меѓутоа, анемијата има неколку фактори кога и зошто се појавува. Па ќе кажеме дека е железодефицитарна, доколку ни е паднато железото. Само тука ќе те прекинам. Кога ќе провериме крвна слика, ако само железото ни е паднато, исто и тоа е знак дека сме анемични, без разлика што крвните зрнца, црвените крвни зрнца се во нормалната граница? Да, значи доколку има пат на железо, затоа ќе кажем причината може да биде различна. Така, да. И поради тоа да појавил, и тогаш се соочуваме со анемија, меѓутоа доколку хемоглобинот е високи, еритроцитите се високи, не би требало да креваме паника. Доволно е само со храна малку да ја зголемиме, да ги зголемиме намирниците, кои што би ни допринели или би создале подлога за полесна апсорбција на железото во организмот. Причините, кажавте, се различни. Да. Предпоставам дека се различни кај дечињата, кај трудниците, некако, ајде да кажеме дека и можеби е нормално е малку да се појави анемија. Единствена нормална состојба во текот на животот кога се соочуваме со анемија е периодот на бременост. Меѓутоа и тука треба да се внимава во секој случај. Секако, значи поради тоа се тие редовни контроли, поради тоа е редовниот днес на фолна киселина, особено во текот на бременоста. Храна која што ја содржи таа фолна киселина и така натаму. Кај дечињата која е најчестијата? Кои се најчестите причини? Претпоставам дека бледило, летаргија, безенергичност, ќе кажеме. Некогаш, знаете, оние состојби на нерасположение можат да доведат на нервоза кај дечињата. Така, во зависност доколку некоја терапија примана. И одредени лекови има кои што го црпат железото од нашиот организам. Бидејќи знаете што дечињата се онаа категорија која што имунитетот се уште не им е доволно зајакнат. Значи нема доволно доволно не јадат храна, има некои дечиња не јадат, немаат доволно апетит. Се бориме со внес на свежи намирници. Салатите не знаеме колку се застапени и така. Сите деца не се како да кажам, не се исти во исхраната кога се мали. Некои деца сакаат нешто да јадат, некои не сакаат и тука се ова како проблем можеби и анемијата. Така. Како што спомнавме, имаме неколку типови на анемија. Како што рековме, железодефицитарна, кога недостасува железото. Железото е главен олигоелемент, би го кажале, кој што врши транспорт на кислород во организмот. Значи, за секоја клетка да може нас правилно да не функционира во организмот, потребна е она ниво на железо да биде во оние оптимални граници. Така. Тука би ја виделе главната улога зошто е железото битно во организмот. После тоа имаме недостаток на B12 и фолна киселина или витамин B9. B12 вообичаено може да ни биде дефицитарен преку исхраната. Категорија која што се страда од недостаток на B12 се веганите и вегетаријанците. Зошто? Бидејќи витаминот B12 е содржан во храна од животинско потекло. Многу малку го има во храна од растително потекло. Ајде да кажам ферментирана храна, така.
навистина сме ограничени. И вообичаено кај вегетаријанската и веганската популација се препорачува задолжително да се суплементира B12, да се зима таблетарно. Така натаму. Недостаток на анемија може да имаме и при некои други состојби, како што е крварење. Значи, женска популација која што се соочува со големи крварења, потоа оперативни зафати, губење на некој начин на крвта, поради траума и така натаму. Меѓутоа се претпоставам дека и поради одредени заболувања на дигестивниот систем. Тоа сега ќе го кажев така, значи хемотерапија при состојби на хемотерапија, при недоволна апсорбција на некои микроелементи кај дигестивните гоби, чирави, надуеност, гастритис и целијакија. Целијакијата сме спомнувале, ја говоревме. Значи, што се случува во тој организам? Нашите цревни ресички не се способни да примаат доволно микроелементи, меѓу кои и железото. Значи, не зборам само за железо, општо. Не е способен нашиот организам да ги прима витамините и микроелементите. И на тој начин, кај нас во нашиот организам доаѓа до недостаток на одреден витамин. Исто така, одредени витамини може, доколку ни фалат витаминот А, витаминот цинкот, извинете и така натаму, значи исто така може да доведат до пат на организмот во анемија. А постојат и малку похронични состојби на анемија, како што се српестата анемија, леукемијата и така натаму. Меѓутоа, тоа се све наследни фактори, на кои што така, понекогаш не може и да се делува како што треба. Сега, нели, за да го надминеме овој проблем, без разлика дали станува збор нели за дечињата, ајде за трудниците веќе нели тие знаат дека треба да си примаат фолна киселина и тие останати минерали и витамини кои што им се потребни за да нели бидат во добра состојба. Повозрастните исто оние кај кои што спомнавме овие здравствени проблеми кои што се јавуваат, треба нели да се делува и преку храната. Па ме интересира која е таа храна која што е богата со железо, а од режија исто имаме ние едни слики, една презентација која што е посветена токму на оваа тема, па ќе може ние додека разговараме исто да ги прикажат на екранот. Која храна е богата со железо, Тања? Имаме широк избор. Да, имаме. Во овој дел и навистина имаме сепак да ги информираме гледачите, бидејќи секогаш можеби не знаат точно што е тоа. Би кажала дека не секогаш треба да веднаш да земаме терапија за анемија. Значи, секогаш првично апелирам да се обидеме преку исхрана. И сега, во зависност од тоа со каков тип анемија се соочуваме, така бија регулирале и бија лечеле на некој начин анемијата. Ќе спомнем, имаме, кога станува збор за анемија, велиме храна која содржи хем и не хем форма на железо. Вообичаено, хем формата на железо е онаа која што на организмот директно му го дава железото или создава подлога и многу полесно може да се подобри крвната слика, односно параметрите на железо, и тоа е храната од животинско потекло. И сега би можеле по категории да ја споменеме, кога веќе за храна разговараме. Значи, предност би дала на црвеното месо. Добро, тоа знаеме исто сите, претпоставам дека месото црвеното месо, ќе кажам. Доколку сакаме, па и брзо да го качиме железото во крвта, велиме јунешки џигер. Затоа што има најдобрата форма на хем железо и еднаш неделно, доколку пак ќе речам се соочуваме сега црвеното месо и џигерот е друга категорија кои што би ги разговарале, имаат и не се секогаш пожелни да бидат многу често застапени во исхраната, меѓутоа кога се соочуваме со анемија, ајде да речеме еднаш неделно да се консумира. Пилешкото и мисиркиното месо исто така се многу добри извори на хем форма на железо и секогаш во диетотерапијата за анемија нив ги препорачуваме да бидат застапени, што е можно почесто да кажем. Бидејќи они имаат доста добар протеински состав, така да на организмот му се ите како потребни. Наредна категорија би ги спомнала морските плодови и школките.
Не сум Ние знаела не дека сме популација, содржат да. железо, да, многу не сме Знаете што, како? што сака морска храна. Да. Има меѓутоа ампоре. Сакам да кажам не толку многу често. Ние сме поднебје за кое што таа храна па и не е Неспецифична, карактеристична. Не е карактеристична и поради тоа оставаме на сите оние кои што си се љубители на Така. таа храна да си ја консумират, но информативно добро е да се знае дека таа храна исто така може да учествува во процесот на диетотерапија при анемијата. Така. Наредна храна која што би ја спомнала е и жолчката од јајцето. Значи, навистина содржи изобилува со железо. Исто така, јајцата се едни од тие видови на храна кои што се застапени во каде што е застапена хем формата на железо и после тука доколку можем да кажам и медот би го вброила во оваа категорија. Да. Сака и дечињата до 3 години медот не го препорачуваме да се користи поради не, во медот знае да остане една ја велиме Clostridium botulinum бактерија која што е опасна кај дечињата до 3 години да се консумира. Да. Значи го има во конзервираната храна, меѓу нив и медот влегува во таа категорија, поради тоа велиме да се внимава. О секаков мед? Па да. 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 Значи знае да остане едноставно на оние процеси на пастеризација и стерилизација не се уништи. Поради тоа велиме до 3 години дечињата не е пожелно да консумираат мед, додека убав имунитет не стекнат. Така. Добро. Нешто што би спомнала, ова беше категорија на храна со хем форма на железо, пак ќе кажам која што многу лесно организмот може да ни го опорави. Збориме кога споминуваш хем форма, тоа значи дека многу брзо може да ни го реши проблемот. Да, добро, тоа да потенцирам. Зашто? Бидејќи директно влегува во крвта и влие на покачувањето на хемоглобинот. Од друга страна, категорија на храна која што попречува апсорбција на железо е следната. Велиме, калциумот секогаш е непријател на анемијата. Значи, тоа се млечните производи. Кога се соочуваме со анемија, да го намалиме нивното консумирање. Храна која што содржи оксалати. Сега од една страна тоа после не се лиснатите? Да, лиснатиот зеленчук и заради тоа лиснатиот зеленчук содржи не хем форма на железо. Исто така која што ни е потребна. Ама малку поспоро оди. Поспоро оди, да. Апсорбцијата. Така. Фитинската киселина. Фитинската киселина е еден антинутриент кој што исто го ја попречува апсорбцијата на железо и се содржи во житата и мешунките, кои што се првенствено идеален извор на железо, меѓутоа за да го ослободиме тоа железо, затоа велиме секогаш да ги покиснуваме. Токму ради тоа тие антинутриенти да се отстранат. Од вечер покиснати, утре дента само исплакнати, сварени или испроцесирани на соодветен начин кој што нас ни е потребен. Ајде да ги напоменеме кои се сите тие мешунки? Да, мешунките да ги напоменеме. Значи, тие што велите треба од вечер да се стават да покиснат. Сега доста популарниот наут. Добро. Граф. Добро. Особено црвениот граф. Така, леќа. Особено црвената леќа. Значи таа да стои. Да. Сите мешунки, све што нас ни е познато како мешунка. Тогаш е подобро заради ова за што говориме. Да се отстранат антинутриентите. Така. И да се ослободи железото да може организмот многу лесно да ни го приме. Шо не сум го знала. Така. Сега не хем формата на железо, како што напоменав, тоа е од храната од растително потекло. Па првенствено повторно ќе дадам предност на храната на зелениот лиснат зеленчук, ете спанакот ние нас така да, добро знаеме, да, спанак за марулата, салата, цвеклото. Цвеклото веќе во кртолести зеленчуци спаѓа, да. Меѓутоа еве го периодот, еве го зимскиот период. Цвеклото ни е супер зимска храна, така да топло препорачувам да се вари и да си се консумира како салата, кој си сака, нели свежо, кој си сака, како си сака, меѓутоа мислам дека
дека е многу полесно за обработка доколку цвеклото е сварено, па со лимонче така или јаболков оцет и така натаму. Така да се консумира. После тоа мешунките веќе ги начнавме, меѓутоа ете наутот е идеален извор на железо. Не сум знаела и наутот. На вистина содржи доста железо и потребен е, па ете, вегетаријанците и веганите можеби да надоместат. Да, значи тие им се идеалните извори за апсорпција на протеини и железо, мешунките. Конкретно во нивната исхрана. Меѓутоа, поради тоа апелирам секогаш нивно откиснување и нивно 10 минути после откиснувањето, 10 минути е доволно да се проварат и сите тие антинутриенти да се уништат и автоматски да биде како да кажам хранливо онака како што треба за да придобивките ги извлечеме во однос на железото. Тука ќе ги спомнеме цитрусните овошја. Така. Значи, зашто ги спомнуваме? Првенствено заради содржината на витамин С. За да однехем формата на железо, за да ни биде достапна, потребна е одредена количина на С витамин. И заради тоа секогаш велам да се закисели со обичен лимон салатата. Најдобро е при состојби на анемија. Така. Меѓутоа и цитрусните овошја и секако треба ние да си ги земаме. И онака, па повторно ќе кажам, зимски период е, сега има периодот кога највеќе треба да ги консумираме и така натаму. Би ги спомнала црвените овоштија и зеленчуци. Тука се бобинките. Значи они се исто така идеален извор на железо. Практично и сите некако црвени овошја имаат. Сите, да. Значи они покрај железото содржат малините, капините, јагодите, рибизлите. Боровинките. Сега бидејќи не име периодот нели на нивно зрење, меѓутоа во замрзната форма секако ги имаме, па можеме да прашам, некако секогаш се постава прашањето со оние замрзнати нели работи кои што ги ставаме во фрижидерот, колку тука се губи нутритивната вредност и на оние минерали и витамини? Знаете кога ќе се изгуби? Се губат ли? Тоа е веќе еден вид технологија на конзервирање, зависи како е замрзнато. Кога велиме брзо смрзнување, тоа наеднаш се шокира и едноставно витамините остануваат заробени. Но грешката знаете каде се прави? Доколку овошјето и зеленчукот ние ги оставиме сами да се одмрзнат на собна температура. Тоа е најголемата грешка што ние правиме при конзервирањето. Значи во смрзната форма треба да ги обработиме. Во смрзната форма да се обработат. Така, да ги изблендираме или така, за да или директно да се сварат и така натаму. Никако одмрзнување. Никако прин да чекаме скроз да се одмрзне па да ги обработуваме. Знаете зашто? Затоа што ткивото на самото растение е толку нежно, а мразот велиме дека е најголемиот разорувач на светот. Знаете како многу работи овие за кои што говориме во моментов и затоа ве прашам, не ги знаат луѓето. Да. Сметаат дека можеби така треба, дека треба да се одмрзне, дека е така добро. Ама еве спротивно од она што можеби некој го размислува или кога станува збор за замрзнатата храна, препорачувам само месото и рибата да се одмрзнуваат па да се готват. Да. А додека овошјето и зеленчукот директно. Кога вариме некоја чорба на златна мешавина што ставаме директно замрзната. Нема потреба од одмрзнување. Нема да се, добро. За да не се разруши. Ова е убава информација и добро е да се знае и еве и ние и нашите гледачи да го слушнат за да нели придобивките и витамините да не се изгубат. Така, кои други не ги спомнавме? Би го спомнала, нели, најомилениот десерт на сите генерации, тоа е какаото или чоколадото, но секако ќе кажеме дека приоритет се дава на темното чоколадо, бидејќи најголем процент на какао содржи. Така. Значи, покрај одредена количина на железо, ние тука внесуваме и најразлични полифеноли кои што делуваат и на комплетното расположение и благосостојба на нашиот организм. Тоа ни останало некако од детството, јас сум еве од тие генерации кога ни велеа да пиеме какао за да имаме добра крвна слика. Да. Не знам сега ти колку се сеќаваш на тие работи, ама обично да сме пиеле многу какао во наша возраст, иако мислам дека сега денешните генерации мислам дека помалку го практикуваат. Да, помалку се практикува, но ете ние сме тука да говориме, да ги потсетиме. Би се надоврзало уште со некои добри комбинации, пак ќе речем за ефикасно подигање на железото, па така би спомнала дека една рака боровинки и една рака бадеми, убаво да ги изблендираме, да ги земеме како ужинка, навистина би било добра подлога за
Можеби малку мед. Може да, Так. мед и коприва. Так, Значи тоа е да, еден семе од коприва, Семе од коприва. Копривата ете не ја спомнавме. Значи Да, она е да, идеална. да. Идеална е во состојби на анемија. И секогаш се зема не само како, значи можеме и дури и замрзната. Сега повторно ќе кажам, не е биологијата она сега да имаме на нашите почви, како впрочем и некои други, да. Во чорба, во одредено рижото може како смрзната да се користи, меѓутоа чаевите исто така од коприва при состојби на анемија и тоа како Помага. се како што спомнавме, семето од коприва со мед и така натам. Јаткастите плодови, еве затоа ја спомнав сега комбинацијата со бадеми. Со бадеми. Сусамот. Сите јаткасти плодови содржат? Да, Добро. јаткастите плодови содржат Затоа се вели идеално една шака јаткасти една шака, плодови е доволно во Значи текот на денот. внесуваме и многу здрави масти. Да, не само за анемијата, туку и за Так. некои други Туку и здравствени холестеролот би го придобивки. спомнале, за холестеролот како велиме. Омега 3 и така натаму, значи Лошите воодносно, масти да ги замениме со здрави масти. Так. Сусамот, не сме свесни ние колку сусамот и таанот содржат железо. Навистина и они се еден идеален извор на железо. Тука кога го спомнавте таанот, би ја споменала алвата. Да. Какви нутритивни вредности има алвата? Може ли нешто, бидејќи тоа е некоја благо или нели блага форма на десерт кој што некој сака да го консумира, некој не сака. Што содржи албата, бидејќи содржи претпоставувам и таан? Има ли некои витамини кои што се корисни? Таанот е нус производ на сусамот. Добра. Значи доколку седнеме сусам убаво да изблендираме, ние ќе добиеме и во домашни услови таан. Меѓутоа, ќе кажам, зависи кај алвата што е проблем, засладувачите се проблем. Тука, Значи во индустријски тоа услови прави се проблем. додаваат засладувачи и заради тоа би рекла дека калориската вредност се зголема. Иначе Сакам да кажам, дали е добро да се консумира алва како благо или сепак треба да умерено да ја консумираме? умерено, значи ако е од купена од маркет, умерено. Умерено, да не се претерува. Има прекрасни, идеални рецепти кои што можеме Може и сами да да се си ги направат направиме. и дома. Со мед, значи сусам изблендиран, еве, ќе кажам накратко Так. еден десерт, зашто да не си го направиме во Так. домашни услови. Малку потпечен сусам изблендиран, оревчиња и мед. Ете алвата. Значи, Да. тие состојки да може да се добие Да. некоја вкусна алва. Сите три состојки влијаат на нивото на железо во крвта. Интересно. Ете, значи здрав десерт кој што можеме да си го дозволиме Так. и пред Кој што ќе ни се замени и да. вкусна алва, да не мора нели да купуваме па да ги јадеме оние засладувачи кои што ќе ни наштетат на некој начин. Тања, кога разговарам со тебе секогаш ми е многу брзо ми поминува времето и некако многу сум љубопитна и јас во текот на разговорот да дознам некои работи бидејќи нели не можеме се да знаеме и не можеме се можеби некогаш да запаметиме. Што вака би било нешто друго поспецифично за анемијата што би препорачале? Дали во сите случаи прим да се проба со храна или во кои случаи веќе тука препуштате на одредени нели други, како да кажам, витамини, додатоци кои што влегуваат како поагресивен начин на третман, да кажам. Кај клиничките случаи. Оние што ги напоменав, дека се хемотерапијата и така. Значи во тие случаеви пожално. Во болнички услови, значи доколку лицето болнички се лекува нормално, се е под контрола на доктор, но сепак ќе кажам дека и треба нутриционист да учествува во како што и напоменавме, бидејќи веќе во приватните клиники секаде е вклучен нутриционист во секој еден проблем со здравјето. Општите препораки се кога се соочуваме со анемија да се намали да се намалат млечните производи, да се намали храната сиромашна со нутриенти, таа е храна кај адолесцентите, вообичаено брзата храна, високо процесираната храна, пржената храна, ќе кажеме во едно која што е вкусна, меѓутоа не ни дава нешто многу бенефити. Високоенергетските пијалоци, така? Да се намали консумацијата на кафе, кофеинот, ни го црпи железото од организмот. Кај жените во циклус задолжително да се зима барем или темно чоколадо или да по една чаша какао на ден, задолжително да се зима за да не дојде до пат на анемија и сите оние намирници кои што ги напоменавме. Така. Сега само уште еднаш да потенцираме за состојбата кога веќе се пробирува крвна слика, ако само железото е намалено, а другите параметри се добри, хематокрит и хемоглобинот и црвените крвни зрнца, тогаш да не се дига многу паника, може така со некој режим на исхрана да се подобри состојбата,
меѓутоа ако се работи за намалување на сите овие параметри, тогаш се пристапува со некој посебен третман на исхрана. Да, значи се зема комплетна диетотерапија за да анемија. се обратат значи кај нутриционист во секој случај ако немаат некој здравствен проблем од оние за кои што говоревме, за да може нели да анемијата ја решат. Тања, ти благодарам, навистина ми беше задоволство што и во новата сезона ми беше гостинка и се надевам дека и ќе направиме некоја друга емисија која што ќе биде од корист на нашите гледачи со некоја убава тема. Ми беше задоволство. И ви посакувам успех со здруженијето кое што го формивте, сето она што ќе го замислите, да го остварите и да ви излезат во пресред сите оние институции кои што можат да ве вклучат во нивната работа. Благодарам уште еднаш. Ти благодарам и тебе. Почитувани гледачи, тука ќе ја завршиме емисијата за денес. Ви благодариме за вашето внимание. Се надевам дека сите овие работи кои што ги слушнавте, а навистина и јас многу од работите не ги знаев, ќе ви бидат од ваша корист, се со цел нели да применувате здрав начин на исхрана или пак ако имате проблем по случајов со анемија, пак да знаете што треба да консумирате. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје и грижете се за вашето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.